Добар ден, ова е училница. Добре дојдовте на денешниот час по италијански јазик за 6-то одделение. Јас сум Маја Милевска-Кулевска, наставник во Основното училиште Свети Климент Охридски од Битола. Во текот на денешниот час ќе научиме да ги употребуваме зборчињата за означување на членови на семејството на италијански јазик преку слушнат или пишан текст во врска со семејството и ќе научиме да ги искажиме семејните врски во нашето семејство. На самиот почеток, поаѓајќи од насловот на денешниот час, би сакала да ве замолам да размислите кој е другиот збор во нашиот мајчин македонски јазик со кој го именуваме семејството. Така, тоа е зборот фамилија. Од тука многу лесно ќе заклучиме дека семејство на италијански јазик се нарекува la famiglia. Со останатите зборови со кои што ќе ги именуваме членовите на семејството ќе се запознаеме преку текстот за Роберто. Роберто е еден ученик од Италија кој што го опишал собственото семејство, кој што ни е дадено на сликата која ја гледаме на слайдот. Roberto vele: Ciao ragazzi, io mi chiamo Roberto. Oggi vi presento la mia famiglia. Allora, io ho una sorella che si chiama Giulia. Lei ha 14 anni. Mio padre si chiama Luigi e mia madre si chiama Anna. Lei ha un fratello, mio zio. Lui si chiama Angelo ed è sposato con Maria, mia zia. Loro hanno 3 figli, mio cugino Tommaso, suo fratello Mattia e mia cugina Paola. I miei nonni sono al fondo della foto. Mio nonno si chiama Alberto e mia nonna si chiama Lucia. Che bella famiglia, eh? Ова е семејството на Роберто. Заклучуваме од сликата дека Роберто всушност е детенцето во зелена блуза. На наредниот слайд Роберто ги опишува членовите на неговото потесно семејство. И при тоа, најпрво ја опишува неговата сестра и вели: Allora ho una sorella, lei si chiama Giulia e ha 14 anni. Зборот sorella е со црвена боја и не води кон сликата на неговата сестра, Џулија. Од тука заклучуваме дека зборот sorella значи сестра. Потоа го опишува и неговиот татко и вели: Mio padre si chiama Luigi. Зборот padre е даден со црвена боја и со стрелка не води кон сликата на неговиот татко, од каде што заклучуваме дека зборот padre значи татко. Mia madre si chiama Anna. Од тука зборот madre е даден со црвена боја и со стрелка не води кон сликата на неговата мајка, при што заклучуваме дека зборот madre значи мајка на италијански јазик. Потоа Роберто ги опишува и останатите членови на неговото семејство и вели: Mio zio si chiama Angelo. Зборот zio со стрелка не води кон неговиот чичко. Од тука заклучуваме дека зборот zio значи чичко. Ed è sposato con Anna, mia zia. Што значи дека зборот zia, означен со црвена боја, со стрелка не води кон стрината на Роберто и од тука преведуваме дека зборот zia значи стрина. Loro hanno 3 figli che sono i miei cugini. Значи зборот cugini на италијански јазик со стрелка води кон братучедите на Роберто. Од тука велиме дека cugini е терминот со кој што ги означуваме братучедите на италијански јазик. На крајот од описот Роберто ги именува и неговите баба и дедо и при тоа вели: Mio nonno si chiama Alberto e mia nonna si chiama Lucia.
Две зборчиња на слайдот имаме означени со црвена боја, а тоа значи дека зборот нонно со стрелка не води кон сликичката на неговиот дедо и затоа заклучуваме дека нонно во превод на македонски значи дедо. Второто зборче е зборот нонна, кој што со стрелка исто така не води до сликичката на неговата баба и од тука заклучуваме дека нонна на италијански значи баба. Да повториме. Што научивме после денешниот час? Научивме дека семејството го именуваме со зборчето la famiglia. Научивме дека sorella значи сестра, fratello значи брат. Cugina значи братучетка, cugino значи братучет. Padre значи татко, madre значи мајка. Zio значи чичко, zia значи стрина. Nonno значи дедо, nonna значи баба. Во овој контекст би сакала да нагласам дека со термините zio и zia се означуваат и семејните врски за тетин и тетка и вујко и вујна, што значи дека италијанскиот јазик не развил богат фонд на зборови кога се опишуваат семејните врски во однос на братот и сестрата на вашите родители, што значи дека со зборчињата zio и zia ќе ги означуваме и нашиот стрико, вујко или тетин и нашата стрина, вујна или тетка. Што треба да направиме со научените зборчиња? Треба да ги пополниме празните места. При тоа ќе го прочитаме текстот, се работи за опис на семејството на Алесија, тоа е една ученичка од Македонија, која што со стрелки ги означила членовите на семејството кои што треба да стојат на празните места. Штом ги објасниме и ја догледаме презентацијата, би сакала да ве замолам да се вратите на овој сајт и да ги пополните зборчињата кои што се празни. Alessia veli vaga. Mi chiamo Alessia, sono macedone e ho 10 anni. Mio si chiama Luigi. Од тука стрелката од Луиджи не води до незиниот татко. Значи на првото празно место ќе треба да го употребите зборчето на италијански јазик со кое што го означуваме таткото на Алесија. Invece mia madre si chiama Maria. Стрелката од Марија не носи до мајката на Алесија, што значи дека на второто празно место ќе треба да го употребите зборот со кој што упатуваме на мајка. Lei ha una sorella, Sara. Mia. Што ќе биде тука, доколку ја следиме стрелката од Сара, гледаме дека се работи за сестрата на вашата мајка, односно вашата тетка. Значи на третото празно место треба да го употребиме зборот за тетка. Незиниот сопруг е Марио, стрелката од Марио не води до сликичката која го означува тетинот на Алесија, значи на четвртото празно место треба да го употребиме зборчето кој означува тетин. I miei nonni sono i genitori di mia madre e mia zia. Mio si chiama Pietro, значи тука сега упатуваме на родителите на вашата мајка, односно на мајката на Алесија, тоа е вашиот дедо. Значи терминот за дедо ќе го употребиме на петтото празно место и последното празно место ќе го употребиме со зборчето кое упатува на бабата на Алесија, односно нонина. Би ве замолила оваа активност да ја направите по завршувањето на часот. И на крајот, како домашна работа, после завршениот час, би сакала да ве замолам да ги именувате членовите на вашето семејство. При тоа да кажете како се вика вашата мајка, вашиот татко, вашето братче или сестриче, како и вашиот дедо и баба. Што научивме после денешниот час? Научивме да ги именуваме членовите на семејството на италијански јазик, како и да ги искажеме семејните врски во нашето семејство.
разбравме што сакаше да ни пренесе Роберто како порака, односно разбравме како тој ги опиша членовите на неговото семејство.